епархијата. Во писмото до својот пријател, архимандритот Диониси напишал: "Јас тргнав да ја обновам Охридската архиепископија и враќање назад нема. Не сум сигурен дека ќе успеам, зашто многу е направено од нашите пријатели да дојде до ваква положба. Но време е да се почне со сидбата. Некој семе ќе падне на камен, некој пилците ќе го изедат, но некој ќе најде плодна почва и ќе никне. Секој почеток е тежок и секој големо дело бара жртва, но нека таа жртва биде полезна за мојот народ." На 4 јануари 1892 година екзархот Јосиф јавно објавил обвинение против митрополитот Теодосиј, во кое стоело дека го обвинува митрополитот како голем противник на бугарското учебно дело, за непризнавањето на екзархиските правилници и наредби, за несовесно материјално работење со екзархиските пари, за отворањето на словенско оделение при Вилејската печатница во Скопје и за неговите обиди да создаде некаква непостоечка во историјата народност. Митрополитот Теодоси бил принудно спроведен во Цариград, каде му била одземена титулата митрополит Скопски. На 11 март тој бил испратен во еден софиски манастир на принуден престој. Неговото сменување предизвикало револт кај македонците. Скопјани протестирале и донеле резолуција, доколку Теодоси не биде вратен, населението да премине во унија со Римо-католичката црква. Протести имало и во другите градови во Скопската епархија, како и во Охридско, Битолско, Кичевско, Ресенско, Прилепско и Велешко. Реакции имало и во Солун. Од Софија во 1893 година Теодоси бил одведен во Рилскиот манастир, но таму често бил посетуван од поклониците. Затоа бил пренесен во Драгалевскиот манастир во Софија, каде останал се до 1901 година. Од 1901 до 1906 година престојувал во Пловдив во тамошната митрополија, каде бил под постојан надзор на пловдивскиот митрополит Натанаил. Во 1910 година бил назначен за митрополит во Маронската епархија во областа Ѓумурџина, но и таму не ја спроведувал политиката на екзархијата. Го вратиле во Софија и го сместиле во домот на Духовната академија без никаква должност, изолиран од црковно-политичкиот живот во Македонија. Осамен во Духовната академија во Софија, митрополитот Теодоси се одел на пишување. За кус период Гологанов превел филозофски дела од прочуени имиња и приопштил уште 6 оригинални дела, вкупно 11 издадени, како и 2 недовршени дела со применливи содржини, општочовечки, световни и духовни поуки и морални вредности. Ова се значи преведени дела негови, овие ги превел, не се негови лични, со црковна содржина, овие се негови оригинални дела, а ова се дела кои што би успел да ги доврши. Така да значи вака се сецеливите.
Она што му дава посебен белег на митрополитот Теодосий е неговата национална осознаеност. Не само што бил духовен водач, тој бил и револуционерно изградена личност. Неговите тесни врски со еден од основачите на ТМОРО, Петар Попарсов, како и со македонистот Крсте Петков Мисирков, ни отвораат една нова и многу значајна димензија во проучувањето на ликот на митрополитот Теодосий. Со нив се поврзал во 1910 година, кога скопјани го побарале повторно да се кандидира за скопски митрополит. При вашето пребарување низ архивите, наидовте ли на документи кои не беа досега познати и објавени? Од на сите оние документи на кои што налета во Државниот архив на Република Македонија, кај што истражував, во никаде не ги најдов објавени, поточно јавно објавени. Она што тука луѓето ќе може да го видат, значи по прв пат, како и овие два предмета што се сместени во витрините, прв пат ги презентираме пред јавноста. Оригиналните документи што ги гледате на паноата се сместени во Државниот архив на Република Македонија, а тука ги имаме представено како факсимили, со кратки објаснувања во легендите за значењето и толкувањето на самиот документ. Роден на денот на Христовото рождество, 7 јануари, митрополитот Скопски Теодосий Гологанов најнапред не ја здогледал светлоста на денот и убавината на светот, бидејќи на свет е донесен како слепо дете. Кога прогледал на своите 12 години, веќе ги имал втемелено сознанијата за животот на својот народ. Го здогледал родното место Трлис и неговата обкруженост со Неврокоп, Пирин, Мелник, Петрич, Серес и Драма. Ја унапредил својата харизматичност со раскошна ученост и знаење. Духовник, подвижник и мисионер, како што ретко се среќава до своето упокојување во 1926 година, на 80 години, Скопски Теодосий е гранитна појава на 19. и 20. век, мост преку кој е продолжен патот до возобновувањето на Охридската архиепископија во 1967 година.